Плата за живот, а не минималец, за да има социјална правда и доволно средства за екзистенција на работниците и нивните семејства. За да се прехрани едно 4-члено семејство, за разлика од синдикалната кошничка која во моментот достигна вредност од 60.000 денари, през сметките на гласен текстилец се дека оваа сума не е доволна и потребни се минимум 72.300 денари за да се помине месецот. Во плата за нормален живот, освен стандардните параметри, здравство, култура, образование и комунални услуги, се калкулираат и трошоците што едно 4-члено семејство ќе ги има за еднаш во годината да си дозволи еднонеделен одмор. Ние велиме дека платата треба да вклучува и непредвидени трошоци, односно да си има дискрециони некои приходи за непредвидени трошоци, еве пластично кажано, ако ви се расипе машината за садови или машината за алишта, да не вадите кредит како што тоа го правиме до сега, туку да си имаме соодветна заштеда од платата и таа е некаде околу 10%. Минималната плата се покрива само 29% од трошоците за живот. Од друга страна, просечната плата не ја отсликува реалната состојба, затоа што тоа е пресек од највисоките и на ниските примања. Немаме ние една институција која што вели, слушате, треба да почитуваме некои европски регулативи, треба да се грижиме малце повише за населението и нивниот стандард, да гледаме каков е приходот во едно семејство и на кој начин да се дотира до тоа. Значи, ако ни се ниски платите, да гледаме како да се дотира до тоа. И сега за тоа имаме екстремно богати и екстремно сиромашни, имаме луѓе што преживуваат со 100 денара на ден. Имаме некои со 50 денара на ден кои што преживуваат. Најблиску до плата за живот се Турција и Полска, зад нас се Бугарија и Албанија, каде минималната плата покрива 2,20% од месечните трошкови. Преку кредит од комерцијално да си земам Нептун